За среда вела дека е среќен ден, а секако е среќен за оние кои што и како знаат дека стартуваме со ново издание на Црвена линија, а тоа значи предност за вас, драги мои, да се јавите и секако да ги кажете вашите мислења и ставови токму за сите оние кои што се засегнати да се вклучат директно во Црвена линија. А еве зашто ќе зборуваме денес. На 02-307-6677, доколку го завртите телефонскиот број, ќе може да се вклучите во дискусијата на оваа денешна тема. Граѓаните што се греат на дрва веќе ги набавија дрвата по цена околу 5000 денари. На владина седница дури сега разбрале дека цената е 3000 денари, а маржата замрзната на 10%. Да не е малку доцна? Тоа е она што прашува Црвена линија. Секако, секој нешто ќе се вклучи во денешното издание на Црвена линија, неминовно е дека ќе го прашаме и ова, по која цена ги набавивте дрвата, доколку се греете на дрва, и секако анкетата која што веднаш ќе ви ја представиме, а можете да го дадете вашиот одговор. Во овој случај, во оваа денешна анкета имаме дури 4 опции на можност за одговор на нашето денешно прашање. Па еве вака, анкетата на Инстаграм Црвена линија, ако не сте не заследеле, направете го тоа веднаш, гласи вака. Кој е виновен, прашува Црвена линија? Трговците, превозниците, инспекторите или пак ние граѓаните што им веруваме? Трговците, превозниците, инспекторите и граѓаните што им веруваат. Тоа се 4 опции кои што денес имате можност да ги прегледате, да размислите и секако да одговорите, а резултатите, впрочем, како и секогаш, ќе ги објавиме конкретно ова денешно издание на Црвена линија. Нема да заборавам и да ве потсетам сите оние кои што може би добро и подобро се снаоѓате кога се изразувате и ги кажувате вашите ставови на социјалните мрежи преку коментари. Секако направете го следното, заследете на Facebook Црвена линија. Секако нашите теми ќе потсетам дека ги објавуваме и на профилот Телевизија Телма на Facebook, а да има и на Твитер. Сега, на самиот почеток, чест и задоволство ми е да ја најавам нашата денешна гостинка, која што ќе ја вклучиме на задоволство на сите нас и со неја ќе проговориме токму на ова тема. Се надевам дека веќе на линија имаме Александра Котели и дека ќе се слушаме. Ете, одлично, и се гледаме, тоа е најважно. Ќе потсетам денешен гостин во Црвена линија Александра Котели од Државниот пазарен инспекторат. Па како сте на самиот почеток? Како и секогаш работно. Работно. Пред се благодариме што не поканевте во оваа емисија. Многу е значителна граѓаните да слушнат како функционира Државниот пазарен инспекторат, не само по оваа одлука, туку и по сите други останати закони по кои што работиме неуморно, постојано, 24 часа, 7 дена во неделата, така да ви благодарам уште еднаш на вашата телевизиска куќа и на гледачите. Благодарам и вам, па еве да не должиме премногу, ќе одиме и со првото прашање за денес. Граѓаните што се греат на дрва одамна ги набавија, но со високи цени. На владина седница се постави оваа тема и се задолжија за информација од Пазарниот инспекторат и од Државниот инспекторат за шумарство и ловство. Кои се информациите досега од теренот? Морам да споменам дека пред да се донесе оваа одлука по која што постапува Државниот пазарен инспекторат, каде што маржата е ограничена на 10%, која што е и тема на денешниот разговор и на оваа емисија, Државниот пазарен инспекторат имаше задолжение од владата на Република Северна Македонија на својата 63-та седница на 27 оваа година, каде што Државниот пазарен инспекторат беше задолжен да направи вонреден инспекцијски надзор над сите оние трговци на пелети и огревни дрва. По таа седница, Државниот пазарен инспекторат за една недела направи 131 инспекцијски надзор, токму со цел да се направи ваква одлука. Во овие инспекцијски надзори се констатирани 7 неправилности во градовите Скопје, Охрид, Тругаш, Штип, Гостивар и Битола. И за таа цел се срочени решенија и се донесени 14 прекршачни платни налози. По завршување на оваа акција, на овие вонредни инспекцијски надзори, владата излезе со решение, односно со донесување на одлука за посебни услови за трговија на одделни стоки,
каде што во оваа одлука се определуваат највисоките трговски маржи како посебен услов за трговија на стоките огревно дрво ДАП, од бука и пелети за огрев. И највисоката трговска маржа во оваа одлука за стоките кои што ги наведов сега, за сите трговски друштва и трговци поединци кои учествуваат во трговскиот ланец на мало, ова го потенцирам посебно, се утврдува во висина од најмногу 10%. Од донесување на оваа одлука на 11.8. Државниот пазарен инспекторат повторно продолжи со постапување и со контролите и извршени се преку 45 надзори, бидејќи, како што кажав, во претходниот период контролиравме доста од тие трговци, од кои што 45 надзори до изминатата недела, бидејќи на неделно ниво ги доставуваме и сублимираме податоците, се утврдени две неправилности по однос на непостапување по одлуката, непочитување на одлуката во Гостивар и Кавадарци, каде што се издадени по 2 прекршачни, односно вкупно 4 прекршачни платни налози. Цело лето дрвета се продаваат по цена од 4500 динари, а некаде и по 5200 динари за кубика. Јавното предпријатие Македонски шуми дрвета ги продава за 2500 динари за трговци и 3000 динари плюс ДДВ за приватни лица. Маржата замрзната е на 10%. Кој не знае математика во државата, владата или пак трговците? Што мислите? Сега вака, јас можам само да кажам од аспект на контролата која што ја има како законска рамка Државниот пазарен инспекторат. Професор по математика не сум, меѓутоа знаеме да пресметуваме маржи, знаеме да гледаме евиденцијата во трговија, знаеме многу убаво да ги контролираме тие податоци. И сега кога веќе ги спомнавме националните шуми, владата по однос на брањето на националните шуми, ова го кажувам чисто за да им биде јасно на гледачите. Владата достави согласност на барање на национални шуми на 31 август оваа година, каде што на националните шуми им се дозволи да ја зголемат продажната цена за 20%. Па така трговецот на мало кој што купува од националните шуми огревно дрво, може својата продажна цена да ја формира со максимална маржа од 10%, која што ја контролира Државниот пазарен инспекторат, односно одлуката која што пред малку ја споменав. Но во таа цена не се вклучени дополнителни трошоци, како што е превозот, дополнителни манипулативни трошоци и други. И тие трошоци кои што сега ви ги споменувам не се ограничени со одлуките на владата. Така да, затоа на пазарот можеме да најдеме цени на различни места, различни цени на различни места. А што ги чини дрвата толку скапи? Побарувачката, превозот? Токму сега баш изборував на оваа тема. Еве да речеме при надзор при посета и надзор на ЈП Национални шуми од страна на Државниот пазарен инспекторат, констатирано е дека, например, продажна цена од склад на огревно дрво за ДАП е 3564 денари, за бука е 3444 денари по метар кубен. Во оваа цена се вкалкулирани 20% кои што им ги одобри владата на Национални шуми. Меѓутоа, повторно, превозот паѓа на товар на купувачот. Не се вклучени ДДВ-то, не е вклучен утовар, не е вклучен растовар, транспорт до нивните складови или транспорт до купувачот си е на негова сметка. Затоа цените не се онакви како што да речеме продажната цена 3564 денари за дабот и буката 3444 денари. Токму тоа ги чини цените поголеми од ова кое што спомнавте и вие и сега јас. Значи има други пресметковни единици кои што сочинуваат цената да биде повисока од она која што е продажно, што е нормално. Дали тоа значи дека цената од 4500 денари е реална цена? За реалноста на цената не може Државниот пазарен инспекторат да тврди, бидејќи станува збор за многу подсточки при формирање на цената. А што е реално во денешно време, тоа никој не може да го знае. Реално е дека меѓутоа контролата која што вршиме е исклучиво однос на одлуката и 10% да бидат замрзнати. Значи тоа е она каде што ние сме ограничени. Све што е после тоа нити имаме ограничување, нити имаме владина одлука, нити имаме законска можност да ги ограничуваме цените, бидејќи станува збор за слободното формирање на цена на пазарот во тој дел. Значи само за тој дел. Така. И морам да ги напоменам глобите се доста високи, ова е чисто за предпазливост за воиднина доколку некој се смета да направи прекршок по однос на постапувањето по одлуките, е дека глобата од 800 до 10.000 евра е за правно лице кој што нема да ја почитува, се релативно високи, и од 50 до 500 евра за одговорното лице во правното лице кој што нема да ги почитуваат, а контролите се во постојан тек.
И ова информација која што ви ја кажав од Национални шуми е токму од денеска, од пред нецели 3 часа. Неполни 3 часа. Благодарам многу, оцениме тоа што ја прифативте нашата покана да бидете дел од ова издание на Црвена линија. Верувам дека на гледачите многу ќе им значи она што им го укажавте, односно дека сте на терен и како стојат работите таму кога се вршат инспекции. Јас топло препорачувам, еве, доколку сте во можност да го изгледате ова издание на Црвена линија, бидејќи ќе ни се јавуваат гледачи, секако директно ќе можете да бидете запознаени со што се соочуваат и со какви цени кога прават набавка на огревни дрва. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Драги мои, сега време е на вас. Знаете, 02307667 се намалува тонот на ТВ приемникот и се вклучува гледаш веднаш. Зборуваме преку слушалка. Добар ден. Да, добар ден. Секој добро од Црвена линија. Поздрав до вас и до телевизија Телма. Дали вие се греете на дрва е првото прашање? Не, јас не се греем на дрва, се греем на парно, али парно се уште немам. Ќе видиме кој ќе дојде парното. Така, некој од вашите пријатели дали ве се пожалиле по однос на цената? Јас имам мои внуци кои што го купуваат дрвото и нормално кажуваат дека од 4 до 4.500 го зеле и тоа дрво е прескапо. Без разлика, јас инспекторката ја слушав парна инспекција, али она што излегува во продажна, во мало, 2450 и така натаму, али тие маржи се намалени точно, али транспортот е голем, ДДВ-то е големо и тие другите утовар, растовар, точно дека се паѓа све на тој кој што го купува дрвото. Затоа јас би им предложил на оние складови од јавното предпријатие Шуми и пасишта да не дозволуваат на трговците да продаваат, туку директно од тие складови на ЈП Шуми да си купуваат сите оние кои се заинтересирани за дрвото. И сепак трговците, тие се прекупци и од една на друга рака, тоа се зголемува секојаш цената на дрвото. Затоа јас би ја поздравил владата и понатаму со тие маржи да настапува и да не му дозволува на ваков начин да се обогатуваат и да прават големи профити. Ви благодарам многу. И јас ви благодарам за тоа што се вклучивте во Црвена линија. Време е за нов гледач. Добар ден. Се надевам дека веднаш ќе се слушнеме. Добар ден, добро ве слушам. Здраво, Телма. Здраво, вие сте во Црвена линија. Прво прашање, на што ќе се гриете оваа зима? Дали сте можеби од секогаш на дрва? Од секогаш на дрва. Еве, по која цена ги набавивте за оваа грејна сезона? Сопругата во детска градинка работи, не знам по која цена. Цената е диктираат трговците. А зашто е диктираат и големина енормно дефектно сега? Па дефектна цена има и дизелот. Дизел како дизел треба да биде со 20 денари, од 15 до 20 денари поевтин од бензинот. Сега спијат и превозниците и таксистите. Не знам зошто спијат. Ево ќе поскапи пак денес дизелот. Затоа дрвата се поскапени. Инаку дрвата испод 3.500 не смеат да видат. Не е лесно да се сечат, да се берат воопшто, да се манипулираат дрвата. Превозниците имат нормално вклучено во цената. Ајде, како го коментирате тоа што некои набавиле дрва и по цена дури по 5000 денари, 5200 денари? Најмногу 3.500 денари треба да видат кубик дрва. 3000 бука, 3.500 дап. И треба да се горат строго суви дрва и да ги достават сурови дрвата трговците или превозниците кои доставуваат, треба да се исушат суви дрва. Посебно буката е најеколошко дрво, најеколошко гориво. Ако се гори само бука, никогаш нема да има проблем со оđаци, со пожари и слични работи и загадувања. Буката е екстра еколошко гориво, сува бука.
Сува бук. Благодарам многу што ја искористивте можноста да бидете дел од Црвена линија во своите 90 секунди. Ќе напоменам, внимавајте на тајмерот, бидејќи автоматски се исклучува кога достигнува 90 секунди. Секако слушнавме еве интересен факт, искуство од гледач кој што цел свој живот се грее на дрва. Да видиме што ќе ни открие новиот гледач. Добар ден. Добар ден, се надевам дека се слушаме. Црвена линија. Дали го намаливте тонот на ТВ приемникот? Се надевам дека барем тоа ќе можеме да го направиме за да зборуваме преку слушалка и да се слушнеме одлично. Еве и последна шанса. Добар ден, вие сте во Црвена линија. Најверојатно гледачот не го направи она што треба, како и да е. Во продолжение ќе ве потсетам дека ако може би подобро ви, покомотно ви е да коментирате, а јас сепак топло препорачувам да го завртите телефонскиот број 02-307-6677. Може да коментирате на пред профилот Црвена линија на Facebook, а ќе потсетам темата ни е објавена и на профилот на телевизија Телма, исто така на Facebook. Предност имаат гледачите. Велам добар ден. Добар ден. Добро ве слушам, мене тоа ми е најважно, па еве првото прашање, дова се на што ќе се греете оваа зима и дали сте корисник на дрва? Да, јас. Набавивте ли дрва за оваа грејна сезона? Да, јас се греам на дрва. По која цена? 3700 ги набави во мај месец. Во месец мај? Да, самиот почеток на мај ги набавив по 3700 и ми беа прилично скапи, мислам дека ќе падне цената, меѓутоа се случи тоа што се случи. Кога беше вашата гостинка, Државен инспекторат, многу внимателно ве следев, очекував дека ќе поставите едно интересно прашање. Зошто никој бар во Скопје, што продава дрва и градежни материјали, не издава фискална сметка. Ниеден, буквално ниеден не издава фискална сметка, никој од држава за тоа не е загрижен. Кај од тие пари? И тоа треба да се реши. И второ нешто што сакам да ве замолам. Повелете? Ама стварно сакам да ве замолам. Овој гледач секој ден што се јавува прв, да го исклучи, да му речете малце нека одмре. Досаден е, секој ден е прв. Пред да почне емисијата. Не можеме да бидеме такви, бидејќи не ни дозволува го кому успева да се јави и да биде прв. Секако Црвена линија ќе го отстапи местото да си го каже својот став. Тоа е правило и за сите гледачи кои што ги вклучуваме. Јас ќе ви се заблагодарам што ја искористивте можноста и се вклучивте во Црвена линија и ќе препорачам да не следите докрај со цел да слушнеме какви искуства и видувања има новиот гледач кој што ќе го вклучиме токму сега. Добар ден. Здраво. Здраво, секој е добро, вие сте во Црвена линија. Се слушаме, добро. Да, се слушаме. Значи, вака, дали се трговците, превозниците, инспекторите, Така, тоа ни е анкетно прашање на Инстаграм, еве сега ќе може и да го видите на екраните. Новата анкета, имаме 4 опции за одговор. Кој е виновен? Трговците, превозниците, инспекторите или граѓаните што им веруваат? Па највише луѓето им веруваат. Граѓаните ли би бил одговорот кај вас? Да, па да, највише, па луѓето, сите, мислам, нема тука љути, што е колективна одговорност. Се знае дека тој што треба да заврши работата, не се ја завршил и граѓаните се знае кај треба да удрат. Не по трговците и превозниците, инспекторите, таму се ударат. Таму на врата ќе му застанеш и ќе му речеш, бате, не по јавност кажеш 3.000 денари кубик дрва, дека 5 ги плаќам и поеќе 5.400, 5.500. Не е битно. Што се однесе до грејење, кокс. Значи тоа е огревниот материјал, кокс ќе биде оваа година. Барем убаво, кога ќе се распали, барем ќе грее како што треба. Се салам, значи дрва не преферирам, имам нешто тука струичка у залиха и
струја со плин Зошто не комбинација. преферирате дрва? Еве и тоа да ни откриете. Мала? Зошто не преферирате да се гриете на дрва? Еколошки разлози, дури и ова што го трошам, ми е мука, ама што да правам, и мене ми е ладно, за жал. Поздрав, пријатно. Поздрав, големо благодарам што се вклучивте во Црвена линија. Значи, ќе потсетам, денес зборуваме за тоа што граѓаните што се греат на дрва, веќе ги набавија дрвата, некој дури и по цена од 5000 денари, некој дури и од цена од 5200 денари. На владина седница дури сега разбрале дека цената е 3000 денари, а маржата замрзната на 10%. Да не е малку доцна, прво е тоа што прашува Црвена линија и сега кога прашува дали набавивте дрва и по која цена. Да видиме што ќе ни открие новиот гледач. Добар ден. Добар ден. Црвена линија. Оваа категорија на луѓе што се греат на дрва, например, јас сум во индивидуална куќа, можам на све да се греам и не е проблем. Така да не сум набавила дрва, имам нешто, обично брикети повеќе овакво користам и струја, да речеме нешто комбинации некој како према потреба, меѓутоа оваа категорија на луѓе со дрва не знам како да кажам, толку се заборавени. А владата што сега заборавила затоа што нивните овие што како да ги наречам, ајде трговци што носат, да не ги навредам, што носат дрва нелегално, тоа се пак нивни луѓе. И затоа уните сега се расвестуваат. Кај нас знаете како е после свадба тапани. Ке се нафатира некој, ке стане воен профитер и после чекај сега разбравме ова е толку е колку е. Ова е невидена срамота. Значи каде е инспекција? Прво е инспекција и законов владин. Значи влада не може, како не може ништо да не знае, они само рекла, казала што имал, кој што направил, како направил, мене многу ми е гајле кој што направил и како направил, нека ми обезбеди мене еден нормален живот на народот што живее. Според вас кој е виновен, Ева? Кој е виновен според вас? Тоа е нашето анкетно прашање. Трговците, превозниците, инспекторите или па граѓаните што им веруваат? Сето друго. Значи зашто зема инспекција плата? Значи она треба нон-стоп да биде под контрола на тие луѓе. Вие знаете дека пола Македонија нема шуми, све е исечено, украдено и изнесено. Западна Македонија се Ке подсетам, внимавајте на тајмерот, а секако и ќе ви се заблагодарам бидејќи земавте учество во ова денешно издание на Црвена линија. Звони телефонот, тоа значи дека ќе слушнеме ново мислење од нов гледач. Добар ден. Добар ден. Убаво ве слушам, вие сте во Црвена линија и еве прашање до вас. Дали се гриете пред се на дрва и дали ги набавивте доколку го правите тоа на дрва? Од 80 навака сум. Ало? Да, ве слушам. Од 80 се навака сум на дрва. До 75 до 80 на нафта бевме порано. Така. И дрвата ги купив ова година најскапо 4100. 4100. Добивте ли фискална сметка? И ми останува по кубик нешто. Имам прашање, добивте ли фискална сметка? Не добив. Само едно ливче за транспорт, нешто така дрвмар. И никад, ево колку години, не дават фискална сметка. Кој е виновен според вас? Дали ова превисока цена? Превисока. Како не е превисока? Кој е виновен според вас? Трговците, производителите, превозниците, инспекторите, граѓаните? Инспекторите. И тие рамките... Ало? Да, ве слушам, продолжете. Рамките што им се, не им се по пропис. За мерење дрва. И инспекторите тоа треба да им надлежат и да ги мерат метро на метро, како иде тамо квадратно, тамо, тоа треба инспектори све да има. Никад не им дошли инспектори. Се збогатија милионери стана. Тука тие браќани од Радовиш, што да кажам? Тоа приказкава. Бидете поздравени. Бидете поздравени, секако продолжете да не гледате и се надевам дека и во некое наредно издание повторно ќе ни се јавите во Црвена линија. Ете, слушаме најразлични искуства пред се од гледачите, од оние кои што, а имавме такви и двајца гледачи кои што долги години всушност се греат исклучиво на дрва. Вела дека оваа година највисока цена има платено за набавка на дрва. Добар ден. Добар ден, Црвена линија.
Па име по некој период не кажав, не повторив дека треба да се намали тонот на ТВ приемникот. Верувам дека ме слушате и дека ќе го направите тоа за да зборуваме преку слушалка. Уште на еден вашата екипа. голем поздрав и до вас. Црвена линија. А што е темата? Темата е тоа што граѓаните кои што се греат на дрва веќе ги имаат набавено дрвата за новата грејна сезона, но некои од граѓаните дури имаат платено цена по кубик дрва до 5000 денари, некои дури 5200 денари. Прво ќе ве прашаме дали се греете на дрва? Не. Не. Се греам на термопечка. На термопечка, добро. А дали имате некои од пријатели, роднини кои што се греат на дрва и дали имаат поплаки во однос на цената? Немам, сите се имаат парно дома. Сите имаат парно, добро. Но за високите цени според вас кој е виновен? Многу е тешко тоа. Мислам, многу се големи тие цени што ги прават тие што ги продаваат дрвата без обзир и дури до струјата. Многу е тоа. Како ние можеме да обстанеме? Па ја имам 13.000 пензија. Што ќе правам? Прво пензијата целата ја давам само за струја. А за друго не мислам. Тоа е многу. Што е многу е. И јас немам ни рачун, ама морам да се греам. Немам каде да одам. Немам ништо, сама сум и само со печката се греам. И тоа гледам многу малку да уклучам за да биде млака, а не да биде жешко тука да не можам да седам. Толку извини ако грешив. Пријатно. Ништо не сте сгрешили, напротив, благодарам што се вклучивте во црвена линија. На 023076677 очекуваме ново јавување. Денес се зборуваме, особено сме фокусирани на граѓаните кои што новата грејна сезона ќе се греат со дрва, па зборуваме за цените и особено набавките. Како поминавте, која цена ја плативте? Добар ден. Ало, добар ден. Секој добро, црвена линија. Јака сум на линија. Да, вие сте на линија и тоа е во црвена линија. Да, црвена линија. Вака, сега се јавам од Струмица. Од Струмица. Добро, голем поздрав до струмичани кои што не следат. Дали се греете на дрва? Да, се грееме на дрва. Сакам еден проблем сега да излучам во контекст на ова Кажаново. Значи, во февруари 10 кубика платисме дрва од македонски шуми. Честно, поштено, значи поготово. Дрвата беа донесени пред еден месец. И тоа 5 кубици дап и 5 кубици бука. Ни беше кажано дека кога ќе ги донесат дрвата, ќе треба да платиме околу 200 денари од кубик за да ги растоварат. Добро. Кога ги донесоа првите давот, не приметивме дека фалат дрва, пола кубик. Ајде да не се жалеме пола кубик, кајде не ошло. Меѓутоа, кога дојде вторите давот, кога дојде, така ги нафрлија од камионот, значи тоа се доставувачи, не ги носат македонски шуми. Камионот го паркира толку близко до огроз да ги нафрлија и кога замина камионот, кога ги видовме дрвата, личеше дека има 2,5 кубици, 3. Ги седавме со сопругот, ги наредивме дрвата, оти беа нафрлени, ги наредивме, ги меривме, имаше 3,5 кубици, а требаше да растоварат. Дали реагиравте? Бесме, да, во македонски шуми, разговаравме со директорката, таа грчеше миски и рече, знаете, требало на лице место да реагирате. Па како да реагираме на лице место? Секаде појдовме, еве напишавме до градоначалникот да знае, зашто се среќават луѓето. Цела улица, каде што имат растоварено, пола кубик и пол фалат. На еден сосед од 9 кубици му растовараа 6. Значи, интервенирано е, луѓето се жалат, а нема никакво решение. Значи, инспекцијата мора да се формира некоја комисија од македонски шуми, така, кај незадоволни граѓани. Благодарам многу за пред се вашето вклучување во црвена линија. Факт е дека е забележано ова што го кажавте, а уште поголем факт, бидејќи е на црвена линија, јавноста ја информиравте еве со ова вакво искуство при набавка на дрва. Со оглед на тоа дека гостинка во ова издание на црвена линија ни беше господица Александра Котели од Државниот пазарен инспекторат, веруваме дека инспекциите ќе
реагираат, односно ќе испитаат директно на терен што е тоа што се случува кога при нарачка на одредена кубикажа пристигаат многу помалку кубици дрва од она што е платено. Добар ден за следниот гледач. Дали се слушаме? Црвена линија, добар ден. Ало. Јас ве слушам, вие сте во црвена линија. Намалете го тонот на ТВ приемникот. Се слушаме ли? Да, јас ве слушам, во црвена линија сте. Добро. Ајде. На што се греете? Се греете ли на дрва? Сега се слушаме добро. Да, ве слушам, времето си врви. На што се греете вие? На дрва? Па јас на дрва се греам. Набавивте ли дрва и по која цена? Би сакал нешто да кажам дека вака, само да ме слушате. Значи, кај нас ние сме обиколени се со шума, ама селска сеча немаме. Сега, зошто немаме? Нека се запрашат самите граѓани. Значи, одговорна е Македонски шуми. Не тераат нас зорле да купуваме скапи дрва. А да има селска сеча, поевтино ќе биде за нас, за селаните, ајде да речем граѓани, да не кажем, пошто целосна, а ќе бидат поевтини и за граѓаните, дали во Скопје, Велешти, било каде. Пошто, значи, ние ќе одеме на сеча, ќе си сечеме, а тие дрва што концесионери што ги сечат, ќе могат да доставуваат на нив по поевтина цена. А сега ја качуваат кој како сака. Значи, уште еднаш, Македонски шуми живеат како бубрик во лој. Цениме што се вклучивте во црвена линија. Слушаме од минута во минута се поразлични искуства на граѓаните кои што користат дрва како огрев, а меѓу другото и видувања за целата ситуација околу појавата на енормно високи цени на кубик дрва. Добар ден за новиот гледач. Добар ден. Вие сте во црвена линија, ве слушаме, во црвена линија сте. Добар ден. Ден. Јас имам имање мое кој што не ми дава шумска полиција не ми дава да берам дрва. И сум принуден да купувам дрва од приватен. Така? Да купувам што продава дрва. А дрвата на пазарот ги донесат и ги дојде ги разтовара и ми ги товара или ги да фрле си оде кој што ми се јавија претходниот гледач. И само се кусо половин кубик дрва секој пат. Не ти дава фиксна сметка, не ти дава ништо, а ја имам дрва, шума имам, имање имам мое, да не може да берам дрва. Ја не знам дека тај закон го има, која држава го има тоа собствено имање да не може си да врши работа. Сакам да од вас да проверите, да видите и да јавите. Забележано. А според вас најголема вина кој има за оваа ситуација? Трговците, превозниците? Или шумската полиција, мислам општината, или е шумско стопанство на Македонија. Забранувате што... По која цена ги набавивте дрвата? Ева и тоа да ми кажете, бидејќи... Ја слабо слушам, многу слабо слушам, извинјавам се. По која цена ги набавивте дрвата? Моли? По која цена ги набавивте? Колку уплативте? Дрвата ги набавивме по цена по 4500 динара ги набавив дрвата. А мислам дека ги набавив дрвата по 4500 и од тие 45 кубик 90 секунди, внимавајте на тајмерот. Сега одиме со реклами, па се враќаме на резултатите од анкетата. Повторно со црвена линија, времето кога ги соопштуваме резултатите од анкетата. Денешната анкета гласаше вака на Инстаграм. Кој е виновен, прашуваше црвена линија. Опциите беа трговците, превозниците, инспекторите или па граѓаните што им веруваат. 25% одговорија со трговците. 0% се извинувам превозниците, 25% инспекторите и 50% граѓаните што им веруваат. Продолжете да не следите на социјалните мрежи, Facebook црвена линија,
Инстаграм и Твитер, а јас ве препуштам на програмата на Телма телевизија. Имајте убаво попладне, а јас вие повторно утре во истиот термин. Довидување.